Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на 27 март одговорил на писмото на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов од пред еден месец, во кое Иванов побара јавна осуда и отфрлање на така наречената албанска платформа. Во писмото кое го објавија дел од медиумите, првиот човек на Северноатлантската алијанса истакнува дека НАТО не се меша во внатрешните работи на Македонија, ниту зазема страна и побара сите партии да се воздржат од реторика која разгорува етнички тензии. Столтенберг порачува политичките лидери во Македонија да се фокусираат на имплементирање на договорот од Пржино, како рамка за одржливо решение на политичката криза. Изборите од 11 декември беа есенцијален чекор кон решавање на кризата. НАТО не се инволвира во внатрешните процеси во Македонија, ниту зазема страна, но наш интерес е да ги почитуваме политичките вредности и принципи на кои почива алијансата. Политичките лидери во Скопје се одговорни да го почитуваат исходот од демократските процеси и во краток рок да придонесат кон формирање на функционална и ефективна влада, која ќе продолжи со итните реформи. И председателот на Европскиот совет Доналд Туск по средбата со шефот на државата во Скопје рече дека одговорил на писмото, но содржината на писмото засега не е објавена. Во изјавата тој повика на разум сите да избегнуваат постапки и реторика што можат да ги подгреат тензиите, меѓу другото и на етничка основа. Конечно, председател Иванов, јас одговорив на вашето писмо во почетокот на март околу изнаоѓањето на излез од тековната политичка криза. Оваа продолжена криза ја задржува вашата земја на низиниот евроатлантски пат. На вас останува да најдете решение кое што ќе биде засновано на демократските начела, пристојност и здрав разум. Само таквото решение може да биде одржливо. Кога ќе го пронајдете, можете да сметате на нашата поддршка. Председателот Иванов во пресрет на Европскиот совет на 7 март испрати писмо до членовите и првиот човек на советот, до Столтенберг, до председателот на САД Доналд Трамп и турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, во кое побара јавна осуда и отфрлање на платформата поради нејзиниот ултимативен и уценувачки карактер. Отсуството на јавна осуда на платформата од Тирана од страна на меѓународната заедница, предупреди Иванов, само ќе охрабри слични обиди во нашиот, но и во други региони во Европа со сложена етничка, религиска и јазична реалност.